Мислам дека ќе имаме многу интересен разговор со професор доктор академик Абдулменав Меджети, ректор на Скопскиот универзитет на Југоисточна Европа, познатиот Штулов универзитет. Добро утро во студиото. Господин Меджети, сакам да ве прашам на почетокот, не за да само го дознаеме вашиот став, кој што се разбира многу важен и секогаш интересен, туку затоа што тоа ќе биде и контекстот на ова наредно што ќе го разговараме околу економијата. Што мислите вие за оставките на господин Заев пред се во владата, за партијата, тоа си е нивна работа? Тоа, без да навлегувам во причините што тоа предизвика, има разни оправдувања или околности во кои доведува до тоа, мислам дека од аспект на неопределеноста во многу аспекти на државата кај што се наоѓа не само интеграцијските процеси кон Европска Унија, туку и внатрешната интеграција во смисла на меѓуетничка внатрешна интеграција, во смисла на започнатите процеси на економска консолидација, се уште престојните и неопределеностите во однос на глобалната енергетска криза и како тоа ќе се влијае директно и колку ќе влијае кај нас. Започнатиот процес на сепак почетна спирала на инфлација. Знаете дека политичките процеси највише влијаат во тоа, дека не можете да ја смирувате после таа спирала. Па се до, да речам, сепак некои околности поврзано со предвидувањата и внатрешни кои предизвикуваат една политичка криза, а не би се очекувало и нешто ако е нестандардно со овие избори, ретко когај резултати од локални избори предизвикуваат вакви потреси на централно ниво. Јас се сеќам кога Борис Џонсон ги изгуби изборите во Лондон и тоа доби, како што знаете, Садик Кан тамо, значи нестандардно нешто што се случи, па на централната власт ништо не и се случи. Така да од овие аспекти мислам дека не би требало да влегуваме во такви токови. Добро, таа се чини завршена работа, човекот заминува, ќе видиме деновиве како сето тоа ќе се изоперира. И самиот начин на како ќе се аранжира целото негово заминување и потоа изборот нови ќе има влијание за сето ова што го наведовте. Во други демократи денот кога се предлага буџетот е практично главниот ден во политиката во државата. Суштината на парламентарната демократија, најважната работа што има собранието е да го утврди буџетот. Се друго се политички расправи кои што се важни, но ова е бидејќи како се трошат ресурсите, е слика и прилика за за следната година како ќе биде општеството поредено. Кај нас се случи да овој буџет што вчера министерот за финансии Фатмир Бесими го најави, а ќе влезе во собранска процедура, е договорен пред локалните избори. Сега, завршија локалните избори, владината коалиција помина не така добро, СДСМ катастрофално, но и ДУИ, иако направи резултат, говорам за двата главни партнери, сепак и тие со губењето на одредени градови важни се да кажем во минус. Помалите коалициони партии остварија подобри услови. Во секој случај имаме една влада со премиер во оставка која влева несигурност. Како мислите дека тоа ќе се одрази на овој буџет што се предлага? 4,6 милијарди се извинувам евра, раст кој што се предвидува на 4,6% за следната година, инфлација која што ќе биде негде околу 2,6 за следната година, компоненти за инвестиции, компоненти за социјални. Ајде малку генерално како мислите кога се ќе се одвие? Вие сте право кога наведувате овие околности, меѓутоа знаете дека има фискален календар усвоен од владата, има и закон за буџет кој ги детерминира некои постапки, рокови и така натаму. И како што знаете, според закона за буџет, најдоцна до 15 ноември буџетот треба да се достави до собранието. Тоа што во случајот се совпаѓало да тоа биде ден пред завршување на вториот циклус на локалните избори, нема никаква врска
Јас сум личен сведок во тој дел, затоа што учествувам во подготовка на буџетот, во својство на консултант про боно кај Министерот за финансии, и не само јас, уште 3-4 други колеги, и узнаеме фискалната динамика и фискалниот календар. Не, ја не верувам дека е намерно, меѓутоа се совпаѓа работите, а се сензитивни. Апсолутно се совпаѓа и нормално. Сега може тука да предизвикуваат разни сомнежи, дали бил спакуван вака или онака, поради очекувањата измеѓу две изборни кругова, кои што сигналите беа добиени уште во првиот круг, барем за водечката, би рекол, владина коалиција, посебно СДСМ, но во овој случај мислам дека буџетот е скроен, дизајниран согласно претходно усвоените, би рекол, основни параметри и документи. Што се главните Тоа се главните документи на кои е заснован овој буџет е планот за финансирање на економскиот раст и одржливиот економски раст за наредните 5 години. План кој што владата усвоил уште пред 6-7 месеци. Во рамките на тоа, усвоен е документ, друг план за фискална консолидација за период од 4-5 години исто така. Значи, не има некои стратешки определби на владата на основа на кој е дизајниран овој буџет. Параметрите што вие го кажавте, вие спомнавте неколку, и тоа е тачно, токму така, се проекциите, се прилично реални, но има нешто специфично кој во овој буџет јас би сакал да го подвлекнувам, а тоа е прв пат изразито е очигледна развојната компонента на буџетот. Од прв пат, после неколку години, да ние имаме стапка на капитални инвестиции проектирана повисока од стапка на буџетскиот дефицит. И таа во овој случај е 4,9% наспроти буџетскиот дефицит од 4,3%. Што прашање дали 4,3% би се остварил во оваа гледна точка, затоа што има резерва оваа година. Значи, да се исцрпи целото проектирање во оваа година, веројатно ќе се навлезе порелаксирано фискално наредна година, затоа што тековниот буџет е доста, би рекол, релаксиран оваа година. И покрај големите задолжувања, бидејќи тие апсолутно, во делот сакав тоа да го подвлекам. Значи, ако ние гледаме големи задолжувања, што се случува? Значи, менаџирањето на јавниот долг беше така проактивно направено што се направи репрограмирање пред неколку дена на долг од 500 милиони евра, на кој што плаќавме камата од 3,97 на 1,62. Тоа е 2, разликата се милиони евра, мислам. 12 милиони евра е само таа трансакција. И ако гледаме како тече по квартали, значи на 39-ти, третиот квартал, јавниот долг се симна под 60%. Јас знам дека годината ќе ја завршиме со 63-4%, меѓутоа е проектирано за наредните 2-3 години, значи тек 2025 година, да биде стабилизиран јавниот долг на под 60%. Видите, ние имавме пандемија цела година и знаеме која беше структурата на и потребите на интервенции на владата. Некаде 10-11% се зголеми јавниот долг по тој повод. И не е тоа само кај нас, тоа беше насекаде во регионот. Не сакам да ги оправдувам, нели, проекциите, но мислам дека овие проекции се прв пат реални, базирани на евиденции и анализи, базирани на стручноста и инклузивноста на луѓе кои учествувале во тоа. Професоре, има различни ставови кои што ги читав ден-два од како заправо вчера од како се објавија основните параметри и така натаму. Некои од експертите предупредуваат дека да се предвидува раст на плати, особено на администрацијата во наредната година, која што нема да биде лесна, иако и од ова што го говорите и од ова што ги гледам светскиве трендови, изгледа дека развојот економски оди побрзо отколку што се очекуваше после оваа депресија од 2 години пандемиска. Точно така. Но сепак да се предвидува раст на плати, дека тие ќе растат 10-15% во одредени сектори. Значи јас не говорам дека луѓето се разбира дека ќе се израдуваат на тоа, но како тоа ќе се доведе во баланс со сите трошоци? Јас се слагам со вашата констатација дека постои ризик, поготово во време кога почнува инфлаторна спирала да покачувате плати кои не се заснова на продуктивноста. Но знаете кај се покачувањето на плата? На
Во здравство. судството. Преди се судството, 15%. Преди се потоа, според колективниот договор, кој што е превземено врскан во образование, 7%. Потоа 5% во здравство, плюс, on top of that. Така да мислам, времето не е совпаѓано соодветно поради инфлаторната спирала, а од друга страна мора да ви укажувам дека дури меѓународните институции тука кај нас притискаат многу кај властите за зголемување на плати на судство, бејки се надевајќи дека со тоа ќе создават независно судство. Што ја мислам дека сум скептичен во тој дел. Нема да помага 15%, нема да помага и 30%, но тој процес треба да почне. Добро, тоа е, да, и јас сум ги слушнал тие забелешки, бидејќи па судите од друга страна кога и да ги прашате независен буџет, мага ни се платите и така натаму. Добро. Да ве прашам, како ќе се контролира инфлацијата? Бидејќи се согласуваме дека таа како што е проектирано, добро за повеќе од нашите гледачи и луѓе кои не се стручни за економија, како што сум ја, во економијата и треба да има одредена инфлација, бидејќи инаку ако се е мирно како море нема развој. Но ова се чини и проектирано како релативно поскромно од тоа што може да бидат Точно е така. Вие ќе се сетите, јас уште пред 25 години како министер за развој тогаш промовирав некаков вид на развојна инфлација и па тоа време бев обвинет дека имаше полемики. Така натака, меѓутоа други беа времињата и други беа околностите. Во тоа време ние немавме ваков сток на девизни резерви. Пред 2-3 дена Советот на Народна банка, кој што е најнадлежна институција за да речем преку монетарно-кредитната политика да ја контролира инфлацијата, jer тоа е законска нејзина обврска, а таа е институција која е најнезависна, најстручна, најподготвена, така да ако тие окажуваат дека нема да биде проблем и да се дозволи на некој начин да инфлацијата биде доминантно и да продолжи трендот на динамично зголемување, ја им верувам затоа што навистина овде се работи за увозна инфлација. Меѓутоа, кога тоа влегува во инпутните и во верижниот дел на зинџирот, нели на ланецот во производството, тоа сека пак ќе се претвори и во домашна. Значи увозната влегува преку инпути и на крај излегува како аутпут во домашна. Очекувате ли нешто од тие, нешто парадоксално, мислам, можеби и не е парадоксално, бидејќи луѓето помина речи се 2 години во изолација, пандемија, помалку се трошеше, многу се нараснати девизните резерви, штедењето е нараснато. Очекувате нешто од тоа? За капитализмот не е добро да се чуваат пари дома. И под перници, па и во банки, и во сефови и така натаму. Мислите дека ќе се охрабрат луѓето, бидејќи професоре, ако дозволите една забелешка, Македонија е составена од граѓанство кое најмногу чека во капитализмот државата да им заврши работата. Дека ако не ви работи чешмата дома, протестирате пред влада. Очекувате дека ќе има придвижување на тој голем капитал во реалната економија? Јас мислам да, затоа што во планот за финансирање на растот се предвидени и соодветни инструменти како да се изнајде начин да се привлекуваат и да се мобилизираат тие средства, како што спомнавте, дека е ненормално да растат депозитите, дури во време на ковид за 8-9% годишно ниво, а не растат толку кредитите. Меѓутоа банките се тука доста конзервативни, водејќи сметка и во право. Дали се банките можда премногу конзервативни? Се премногу. По моје размислување, подвлекувам тоа и од моје искуство, бидејќи долго време тука сум бил и член на надзорен одбор на една од поголемите банки во Македонија долго време и мислам дека се малку преконзервативни, но знаете, тоа е оцена нивна заради тоа што ако се уште смета дека ризичноста постои како потенцијал. Е мало преголемо водење сметка на тоа, не се затоа што тие и така со ваквите пласмани, со ова динамика биле добро профитабилни. Мислам дека ако на нив им се загрози пазарот во делот на профитабилноста, тие ќе бидат поактивни. Многу се чувствителни. Банките се најчувствителни. За крај да ве прашам од таму од кај што тргнавте, ако ми дозволите. Има еден, се чини прилично сјаен тим кој што ги води финансиите и економијата во државата. Двајца министри од ДУИ, Фатмир Бетичи, подпредседател на СДСМ, поигра на случајот сите се албанци, што е одлично. Јас ги нарекувам 3B. Така е. Меѓутоа сакам да ве прашам сега, ќе
дојде нов премиер. Јас и денеска ќе пишувам за тоа, безсмислено е тој премиер ништо да не промени, ништо да не даде свој принос, кадровски програм, туку само да го наследи Заев, ми се чини тоа како рецепт за катастрофа. Очекувате дека ќе има промени и кадровски Во делот и на политички фискалните политики, во делот на фискалните политики, економските политики, мислам така е скроено цел тој комплекс на тие политики, бидејќи не се само тој дел, значи имаме тука страна монетарните политики, фискалните политики, индустријските политики, политиките за развој. Оквирен е просторот веќе како и да е, ограден. очекувам да ако дојде наследник од внатре, кој што е доста упатен на начинот како овие биле дизајнирани, нема и да дојде до некоја значителна промена. Ако доаѓа од надвор, очекувано е најнормално, барем во некои аспекти, не заради туку заради еве да покаже дека да, има некоја промена во таа смисла, што сметам дека би било лошо. Академик, беџети ви благодарам и за ова значајно гостување. Би можело ние вака уште едно 2-3 часа, ама ни вие немате време и дашта шева е ограничена. Еве, ви го предложивме и овој разговор за денеска, мислам дека ни е важно да се осврнеме и на она што е сепак суштината на политиката, а тоа е како ги трошиме парите и другите ресурси.